Врсничкото насилство се уште присутно во училиштата. Како жртви се јавуваат и машките и женските деца, и тоа најчесто од оние семејства со понизок економско-социјален статус. Ги има во сите форми: психолошко преку омаловажување и подсмев, физичко со тепање и удирање, но и сајбер насилство и смејување во пораки или групи на социјалните мрежи. Децата, иако го препознаваат и за разлика од минатото, поголем дел од нив се охрабрени да го пријавуваат ваквото насилство. Сепак оваа појава не е искоренета. Професорите сметаат дека навременото детектирање е клучно во борбата со булингот. Најпрвично е што повеќе да се детектираат таквите случаи, а детектирањето значи само разговор со учениците. Тоа не значи дека уште од првиот момент и не значи тоа дека ученикот ќе дојде и ќе ја пренесе веднаш информацијата, туку само со комуникација со учениците, само со стекнување доверба кај нив, учениците ќе го пренесат тоа кое што било на каков начин ние ќе почувствуваме дека нешто се случува. Дури и да не го пренесат директно, ние треба да ги следиме во тие насоки. Многу значајно во решавање на овој проблем е и соработката помеѓу родителот, ученикот и наставникот. Најважна е соработката со родителите и нормално тој триаголник кој што мора да функционира. Родител, наставник и ученик. Кога ќе се работи, најпрвично психолошки и советодавно, таквите ситуации ќе ги сведиме на најминимално ниво. Според психолозите и социолозите, жртвите на врсничко насилство обично патат од чувство на страв, срам и фрустрации, кои им прават да се чувствуваат безпомошно, незаштитено и осамено. Нина Ритоновска, Сител телевизија.